Само да појаснам околу формирањето на јавното предпријатие. Јавното предпријатие за транспорт Тетово се формира трет пат. Значи, не е ниту прв, ниту втор. И тоа на еден начин оддава една неспособност, за жал, на локалното раководство пред се, за да тоа јавно предпријатие заживее. Јас можам во интерес на јавноста да кажам дека бев именуван од страна на градоначалничката за вршител на должност директор, но за жал тоа остана само парче хартија во кое што за жал никогаш повеќе не заживеа. Истече тој рок за регистрација во Централниот регистар, така да дополнително беа барани нови документи, повторно имаше совет, повторно се изгласа тоа јавно предпријатие, така да веќе по трет пат се изгласува тоа јавно предпријатие на совет. И она што тече постапка за набавка на автобуси, навистина мене не ме охрабрува дека таа постапка ќе заврши успешно, но се надевам дека ќе има набавка на овие автобуси кои што се преку потребни за градот Тетово. И токму затоа го поднесов овој амандман, затоа што сметам дека со директна интервенција на државата, односно на владата, со купување на овие автобуси, затоа што ја прочитав програмата на Социјалдемократскиот сојуз, каде што стои на едно место дека се врши набавка на автобуси, така да сметам дека со ова ќе се испрати една силна порака дека од централната власт дека Тетово не е заборавено. Тетово како општина, за жал, е општина која што е презадолжена. Повторно избина врвот на општините кои што се најзадолжени во Република Македонија. Ако не грешам, долгот на општина Тетово до јуни месец изнесуваше 7,6 милиони евра, и да не се заборави дека долговите на општина Тетово пред една година беа сервисирани во износ од околу 10 милиони евра, за да денеска за жал повторно се соочуваме со катастрофални состојби таму, како што се ниско ниво на прибирање на даноци, нефункционалност на јавните предпријатија, кое што ќе оставам на органите да се завршат својата работа и да се види зошто повторно Тетово е на врвот на градовите кои што се најзадолжени, но тоа не дава за право на локалната самоуправа, па нити на државата да дигне раце од Тетово, затоа што Тетово и тетовчани заслужуваат да живеат здраво, да дишат чист воздух. Токму затоа и во таа насока беше и мојот амандман, и сметам и убеден сум дека има простор за прифаќање на амандманот, затоа што ако се направи анализа, многу одлуки се носени вака во брз временски рок, само кога се сака. Да се потсетиме на одлуката која што донесе Министерството за транспорт и врски, во рок од 7 дена донесе одлука за давање на согласност за деталниот урбанистички план на потегот Шикелак јавно предпријатие Македонски шуми, за кој детален урбанистички план ние слушнавме на телефонски разговор помеѓу Дака и Кичеец за што точно се работи, и дека се работи за бизнес од 200 милиони евра. Значи, кога се сака се може, се донесуваат и планови и одлуки се носат и во 7 дена, така да сметам дека представува добра основа овој амандман за наредната 2021 календарска година, доколку не се прифати сега, да биде повторно поднесен и да бараме прифаќање од Министерството за финансии и владата на Република Македонија. Благодарам.